Стабилна состојба со вирусот на грип во Битола, Кичево, Ресен и Демирхисар. Од Центарот за јавно здравје од Битола информираат дека заклучно со месец декември 2015 година регистрирани се 427 лица заболени со вирусот на грип. Можам да кажам дека состојбата во однос на таа епидемиолошка крива која ја пратиме годишно има намалување на 70% намалување на бројот на заболени споредено со истата недела 52 минатата година, значи 2014 веќе ќе кажеме, и во однос на петтогодишниот очекувана таа типична епидемиска крива, петтогодишна, значи период кој се прати, намалување од некои 17%. Значи можеме да кажеме дека состојбата во однос на епидемискиот, значи сезонскиот грип е мирна и стабилна со многу ниска инциденца на појава на ова заболување. Најголем број на заболени има во Тетово, Прилеп и Куманово, а Битола се наоѓа на дното на листата со многу мал број на пријавени случаи на сезонски грип. Во однос на возрастните групи кои ни заболуваат, значи најмногу она што се очекува е таа широка група од 15 до 64 години со најголем број нумерички, значи изброени заболени, пријавени, меѓутоа во однос на инциденцата кој најмногу ни заболува, тоа е детската популација, значи од 0 до 4 години, во однос на бројноста на таа популација, имаме најголем број во однос на бројот на популација од 0 до 4 години, инциденцата најголема кај таа група. Особено предпазливи треба да бидат хронично болните лица, односно оние кои се со нарушено и кревко здравје, а препораките за зачувување на имунитетот се преку соодветна исхрана. Повеќе течности, полесна храна, сега е сезона на јужно овоштие, значи лимони, портокали, домашни венаши јаболка и така натаму, така да со таква храна, со една значи здрава состојба на организмот ќе пребродиме секако и зимава. Тоа посебно велам за децата и за повозрастните кои треба да ги почитуваат сепак тие правила. Иако состојбата со сезонскиот грип е мирна и стабилна, од Центарот за јавно здравје апелираат на предпазливост, бидејќи сезоната на грип тек предстои, односно најголема распространетост на вирусот се очекува во февруари и март.